Македонските бугари се новиот камен на сопнување на евроинтегративниот пат на Македонија, откако Софија ги вметна во европските документи со барање да бидат впишани во македонскиот устав. Тие се погласни дека се дискриминирани во земјава. Во 2021 Комисијата за заштита од дискриминација добила само една пријава за дискриминација, а од минатата година до денеска има 33 пријави. Последниот чин на дискриминација тие го гледаат во законските измени на Закона за здруженија и фондации кои наложуваат промена на имињата на два бугарски клуба – Иван Михајлов и Цар Борис III, како соработници на фашистите. Тоа ја вжешти тензијата меѓу Скопје и Софија. Бугарските пратеници барањето да се поништи законот ја вметна и во својата последна декларација за земјава. Но можеше ли да се избегне ова ако доследно се спроведуваше Закона за здруженија и фондации при регистрација на двата клуба? Што ги натера македонските бугари да посегнат по имиња на фашистички соработници? За ова вечерва разговараме со Ѓорги Трендафилов, председавач на Националниот комитет на Граѓанско-демократската унија, Весна Бендевска, член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и универзитетскиот професор по управно право Борче Давидковски. Добро вечер, јас сум Тамара Ганчаровска, вие гледате Топ тема. Се враќаме и почнуваме со дебатата веднаш по рекламите. Назад сме во студиото и добро вечер им велам на господинот Ѓорги Трендафилов, председавач на Националниот комитет на Граѓанско-демократската унија. Добро вечер. Добро вечер. На господја Весна Бендевска, член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Добро вечер и на вас. Добро вечер. И на професорот, универзитетскиот професор по управно право, господинот Борче Давидковски. Добро вечер. Добро вечер. Темата ја најавив. Господине Трендафилов, ќе почнам од вас, бидејќи тоа беше иницирано за оваа тема. Вашата посета на Брисел и средбата не само со еврокомесарот Вархеј, туку и средбите во Европскиот парламент, каде што се пожаливте да кажеме дека сте стигматизирани, дискриминирани, дека властите во оваа земја ве игнорираат. Барем така стоеше во на писмо со кое побаравте средба на 2 декември, но и она што го изјавивте после средбата. Што ви одговори еве конкретно Вархеј, со оглед дека Европската комисија во последниот извештај за земјава не препознава дискриминација ниту говор на омраза кон македонските бугари, а од друга страна нотира загриженост од отворање на бугарскиот клуб во Битола? Прво да бидеме објективни и коректни. Ние не бевме во Европската комисија и во Европскиот парламент да ниту писмото од 2 декември, кој е интерес во новата година предизвика во македонската јавност, и не отидовме со збирка на жалби и намерата на писмото испратено минатата година за средба со комесарот Вархеј се состоеше во следното. Ескалацијата на односите помеѓу Скопје и Софија се одвива во лоша конотација, се одвива во лош правец и практично атмосферата не дозволува да се востанува еден нормален политички диалог за да се пристапи кон извршување на одредбите од спогодбата за добрососедство и одредбите од францускиот предлог. Значи, ние не отидовме со намера да тврдиме ова се случува или ова не се случува, туку дека во Република Македонија политичката атмосфера и начинот на кој одредени јавни личности и политички фактори ја интерпретираат целата ситуација околу македонските евроинтеграции, создава впечаток дека ќе биде практично невозможно да се отпочне постапка за промена на уставот, во услови кога знаеме дека веројатно извештајот за Република Македонија ќе биде готов во текот на летото, најдоцна до јули, на земјава ќе биде презентиран веројатно на почетокот на есента, некаде крајот на септември, почетокот на октомври, а првата фаза од скринингот завршува во Македонија во ноември месец. Крајот на ноември. И Македонија и Албанија треба конечно да го отворат првото поглавје човекови права и владење на правото. Постои реална опасност или загриженост, барем од наша страна загриженост, дека можеби Република Македонија нема да биде подготвена
да го стори тоа. Може би Албанија нема да може, макар што сега за Од каде, сега... на што се темелат? Не, велам, може би тие ќе имаат забелешки од одредени членки. Инаку се извинувам, кога го и во најавата ова што имавте коментари, ве го читам и тоа на бугарски е, значи писмото кое го имате упатено како покана, секојдневна стигматизација на нашата бугарска опшност. Добро. И продолжете неможноста да се неможноста за воспоставување диалог со локалните и националните власти. Да. Добро, тоа е друга тема, зашто не можете, но стигматизацијата тука е спомнувате. Тоа е истата тема. Вие не можете да ги одвоите тие две работи како две посебни прашања. Значи, просто не постои нормална комуникација помеѓу било кое здружение на македонските бугари, да не зборам за политички партии. Но едно да кажете дека немате комуникација, друго да кажете дека ве стигматизираат. Стигматизација со немање комуникација се сосема различни поими. Но добре, ве што ви одговори Вархеј на... Значи, Европската комисија или конкретно Еврокомесарот за добрососедство и проширување, мислам дека објективно информиран за состојбите во Република Македонија, во поглед и на остварување на одредени прашања или права кои се врзани за состојбата со македонските бугари. Можем да кажам дека беше пристоен, информиран и верувам дека и на македонските представници од други политички партии им е сугерирано да настапуваат и да работат во насока на смирување на тензиите. Вие побаравте тоа да влезе и во следниот извештај за земја? Не, значи ние за извештајот од таа страна не зборуваме во конкретни, бидејќи извештајот го прават премногу луѓе, ние зборувавме со известувачот на Европскиот парламент господинот Илхан Ќучук, кој несомнено е докажан како... Еве, ова исто го зедов од после вашата средба. Очекуваме на следниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија да влезат и прашањата кои ги отворивме на денешната средба. Да, но тие секако ќе влезат затоа што во последниве 2 до 3 години ОПСЕ и Советот на Европа имаат примено извештаи. Може би треба да се запрашаме зошто тие извештаи кои веројатно се испратени и до релевантните институции во земјава не добиваат на публицитет, се додека не слушнеме некаква лоша изјава или лоша вест од Софија, од Брисел или од било каде. Но ве уверувам дека барем оние главните политички забелешки кои излегле од рамките на Граѓанско-демократската унија или Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство се известени македонските релевантни институции на највисоко ниво, без никаква дискриминација се разбира. Велите дека 2 години се обидувате да остварите контакт, последниве 2 години контакт со македонските власти, тие пак велат дека не сте се обратиле до нив. Каде е вистината? Кога сте ја побарале последната средба? А тоа уште некаде минатата година, октомври-ноември, пред да му пишеме писмо на Еврокомесарот. Од кого побаравте? Со кого побаравте средба да имате? Председателот на владата, председателот на Републиката и министерот за надворешни работи. Од сите тие на национално ниво институции, и никој не се огласи. Единствено пред 6-7 месеци имаше една кратка средба меѓу председателот на Граѓанско-демократската унија господинот Колев и министерот за надворешни Бојер Османи. Може на момент да ве прекинам и да слушнеме две изјави. Едната е на министерот за надворешни работи Бојер Османи дадена денеска, а едната е вчера од председателот Пендаровски на оваа тема. Би ја замолила режијата да ги пушти двете изјави. Јас очекував таа средба да биде со мене, а не во Софија или во Брисел. Таа порака ја упатувам постојано. Државјаните на Република Северна Македонија, независно од која етничка припадност, имаат своја влада, своји институции, каде што можат да ги адресираат своите прашања и проблеми. Јас сум секојаш отворен да сретнам било која група граѓани, наши државјани од било која етничка припадност и останува таа можност постојано. Она што го прават бугарите од Македонија, во Брисел, во Софија, тоа не е ништо ново, за жал. Не е ништо ново. Тие не можеа да разберат од самиот почеток, иако беа примени и од мене и од другите државни авторитети, ќе зборам за 2-3 години наназад, дека и според билатералниот договор
што го имаме со Бугарија, 17-та, и според сите меѓународни норми, според сите меѓународни правила и прописи, државјаните на Република Северна Македонија треба да се обраќаат и да ги бараат своите права, ако мислат дека им се загрозени во Република Северна Македонија од македонските институции. За жал, тие тргнаа по обратниот пат и мислам дека го избраа погрешниот пат. Што ќе кажете нова? Ништо посебно, веројатно председателот на Републиката тргнува некое свое индивидуално политичко искуство, кое јас за жал не можам да го споделам, ниту го препознавам. Значи, тоа што... Но од една страна они велат треба да им се обратите, вие велите не ве примаат. Која е поентата ако јас и вие пиеме по едно кафе и се договараме дека ќе ме поканите за емисија, а никогаш поканата за емисија не се случи? А вие покажувате подготвеност дека да, господине Трендафилов, сакам да ми бидете гостин во емисија, како што го направивте тоа ако ми се јавивте. Значи, според вас тоа е само декларативно и они всушност никогаш... Да. Добро. Тема во Брисел, ви биле измените на Законот за граѓански здруженија, доаѓаме до она за што сме сите вечерва тука, за здруженија и фондации, за кои тврдите дека цел е да се затворат бугарските клубови во земјава. Господин Трендафилов, колку бугарски клубови во земјава има? Да бидам искрен, не знам. Од прилик? Немам идеја, на вистина. Еве, јас ќе ви помогнам. Значи, ова е листата на бугарски клубови, што јас ги најдов, подготвувајќи се за оваа емисија. И дали сметате дека овој закон или измените и претходниот закон, измените на законот ќе ги затворат сите бугарски клубови во Македонија? Исто не знам, бидејќи не знам ни колку го има. Но вие еве во Брисел отидовте можам да го кажам следно. Во Брисел отидовте со тоа. Односот, не, оставете го Брисел. Значи, можеби тоа е соопштението кое е дадено по вашата средба со можеби неснаоѓањето на дел од нашите институции, одредени внатрешни прашања успеа да ги направи да бидат билатерални, да не речам малку посериозни. Промената на Законот за здруженија и фондации е резултат на лошата комуникација и лошите актуелни политички односи меѓу Скопје и Софија. Вие верувам дека не очекувате дека јас ги знам кои се основачи. Но добро, но барем делото вие Коридор 8, Здружение Дело, Трибуна Прилеп. Не, да почнеме со Коридор 8. Интеракција охридни, не само како ги наведам, тие се подпишани на писмото кој е упатено до... Коридор 8 се уште не може да работи. Тоа е во Кавадарци. Неговата намера беше, значи, кога зборувате клубови, или здруженија, фондации, како и да функционираат исклучиво од локален карактер. Што се однесува до Коридор 8, Коридор 8 на основачите е намерата малку од подделовен карактер да се обидат да привлечат интерес за тиквешкиот регион. Но Коридор 8 не може да работи затоа што кога ќе изнемат деловен простор, токму поради таа стигматизација за која преска вие зборувавте, дури да е подпишан договорот, на собствениците наеднаш преку ноќ нешто им се сонува и тие менуваат одлуката. Каде се тогаш сместени сите овие други клубови? Например, и ограноци. Еве, јас ви велам. Еве, ја и по години ги имам кога се отварани ограноците. Значи, јас не ги знам сите клубови, јас го знам Коридор 8. Ова го водам кон прашањето, зошто наеднаш по сите овие клубови, здруженија, фондации кои носат вакви имиња, наеднаш какво име носи Коридор 8? Не, зошто наеднаш се почнуваат да излегуваат имиња на историски ликови кои создаваат негативни чувства во земјава? Какво негативно чувство носи Здружение во Кавадарци, Коридор 8, двигателот, моторната сила на тоа здружение познат по... Сигурно Коридор 8 како име не создава негативно чувство и сигурно законот не му се заканува. Вие зборувате за однос на некој што изнемил и што потоа го откажал. Но законски тоа здружение, како што вие велите дека законот е направен за да ги затвори бугарските клубови, сигурно не подлегува и Коридор 8. Тоа е стигматизација. Зборуваме сега за законот, за кој еве вие повикувате дека законот е направен... Законот е ретроактивен. Законот е направен за да ги затвори бугарските клубови. Па генерално да. Но нема да ги затвори. Значи на удар се, или како сакате, два клуба.
Иван Не Михајлов сум и цар сигурен. Борис Не III. сум сигурен. Не сум сигурен. Освен ако и другите во својот статут или немаат нешто проблематично. Но штом до сега функционирале од 13-та година, од 12-та, од 2008. Дозволете да ви го кажам ово. Да, кажете. Минатата година учествува во формирање на Националниот истражувачки центар Свети Климент Охридски. Централен регистар одбиваше да го напише називот центар, затоа што ми требало за поимот центар дозвола од општина центар. Да, така стои во законот. Така стои во законот. Вие сте сериозни дели за ова? Не, сериозна сум за тоа. Тоа е во законот. Ама вие сте сериозни дека општина центар е собственик на зборот центар, Да. на именката центар. Еве се Добро, после ќе кажам. после ќе каже професорот. Да, тоа не е во законот за здруженија, туку во законот за трговски друштва. Ама ние не сме трговско друштво, иако не третираат како трговско сите друштво. имиња кои не се уредени со законот за здруженија, кои имиња се уредени во Македонија? како мислите кои имиња се уредени? Во законот за здруженија името Македонија е уредено. Името Македонија мора да се даде мислење и сите кои предизвикуваат некак. Дали е Ленин уредено во Македонија? Кога се Ленин дали е уредено? Сигурно е уредено. Како? Како историска дали смеам личност. каква историја? Дали смеам да направам здружение Ленин? Имам ли последици? Ќе побарате мислење сега. Не дебатирате со мене, јас вас ве прашувам, не ве прашувате вие например, мене. Дали Ленин е забрането во земјава? Или нема да ми дозволи држава? Тоа ќе ги прашате властите. Дали е забрането или не е забрането. Не сакам јас да влегувам во дебата, ви поставам прашање. Не, јас само ви појаснив дека името центар, што се надевам дека и професорот ќе го дообјасни, е уредено со закон како се користи. Во ред. Еве ќе се префрлам тогаш на кој е собственик на називот коридор. Како е тоа уредено? Ќе се префрлам на професорот Давидковски. Во ред? Ако не е проблем, ја сакам да слушнам кој е. Професор, накратко, може ли појаснување на овие имиња центар, Скопје или така и Значи, потоа? имињата кои се зборува за имиња на Републиката, имиња на општини, имиња на личности, значи треба од Министерството за правда да се добие согласност, бидејќи тука има субсидиарна примена, законот за трговски друштва, законот за здруженија тоа не го регулира. Коридор, на пример, не е име. Тоа е поим, не е име. Ниту центар. И центар е. Имаме општина центар кој што е званично постои. Општина центар. Али во секој случај мислам дека тоа не е проблемот. Проблемот е што, еве како што кажавте, од 2000 која година, од 2012-13 веќе се регулирани овие бугарски здруженија. 2008 веќе. И 2008, значи од 98 се донесе првиот закон за здруженија на граѓани и фондации, претходниот беше кај што имавме еден проблем, кај што во МВР се вршеше регистрација и во 2008 во 98 се донесе законот, се премина да регистрацијата се врши во судовите, а со измената од 2010 година веќе почна здруженијата да се регистрираат во Централен регистар. Централниот регистар само регистрира акти. Имиња, презимиња не гледа централно. Ако има име на државата, например Македонија, Карпош, општина или така натака, тогаш се бараше од правда мислење. Проблемот, по мене, тука настана, ја не знам зашто настана проблем, бидејќи и стариот закон имаше добри решенија. Бидејќи ја бев еден од работната група, првиот закон кој го работеа 98 и вториот од 2010, ние тргнавме од Уставот. Уставот во член 20 он прецизира кој може политичка партија, кој може здружение и кога не може здружение. Врз основа на тоа ние го операционализиравме во член 4 од Законот за здружение. Ако предизвикува така и така по безбедност на земја и ако предизвикува одредени расна, национална и така нетрпеливост во државата. Битно е што во тој закон, тамо надзор на спроведување на законот е Министерството за правда. Тоа е клучен момент кај во
Законот за Сдружение на граѓани и јас не знам зашто се пристапи кон измена на овој закон. Мислам дека немаше потреба. Министерството за правда, доколку виде, а очигледно со регистрацијата на првото здружение во Битола, како се викаше, Иван Михајлов. Иван Михајлов и второто овој Цар Борис, бидејќи тоа предизвика револт кај македонските граѓани, требаше по право на надзор, бидејќи се спроведува надзор над примената на целиот закон. Правда ми кажува, не, ние само не одреди, не. Надзор, кога земете член 58, ќе видите, значи, надзор над спроведување на одредбите од овој закон врши правда. Значи, од член 1 до преоди завршни одредби, целиот закон. Министерството за правда, кога виде дека овие здруженија со овие име, зашто предходните не се реагирал, бидејќи не предизвикувале таква реакција кај македонските граѓани. По мене, требаше да го поништат по право на надзор, бидејќи тие се надзорен орган, да го поништат уписот на овие здруженија, и на тоа првото, и на ова сега второто што е во Охрид. И со тоа да им се каже правото на здружување, бидејќи кога се носи во централен регистар, кај нас само сите мислат името. Кога идете во централен регистар да упишете одредено здружение, прво се носи 5 граѓани, оснивачки акт, кој ќе биде законски застапник, се носи статутот и се носи програмата за работа. Не можете вие у програмата за работа за Цар Борис да кажете дека Цар Борис е Цар Борис, али нема ние да го величаме неговото име или така натака и така натака. Значи, сите овие 4-5 документи, тие у пакет се гледаат, а не само името. По мене е побитна програмата за работа и статутот. Централниот регистар нема овластување тоа да го прекине, бидејќи он само ги зема овие 4-5 документи и врши упис. Правда е таа која што требаше да по право на надзор да го поништи уписот, си има право на жалба, има второстепен орган во централен регистар против таа, ако и тоа се потврди решението за поништување, тогаш може на управен суд, управниот суд ќе решеше конечно дали тоа здружение со тоа и тоа име ќе остане или не, бидејќи кога кажувам по право на надзор, бидејќи има такви консеквенции од тој упис што предизвикуваат национална и друга омраза. А тоа е, впрочем, и се предизвикува согласно нашиот кривичен закон, кој што става такви имиња, кој што предизвикува национална нетрпеливост и така натака вознемиреност кај граѓаните, тоа е кривично дело. Ако тој упис предизвикува такви дејанија, затоа требаше тоа да се следи и немаше потреба од ова измена на законот, па сега ќе ставиме, па ставаат тамо некои комисии за ценат имиња. Сега, например, у закон најтешко е да регулирате, да ставите се. Затоа нормите се кратки и јасни, кои што предизвикуваат таква и таква вознемиреност кај граѓаните. Не можете вие, например, се можете да ставите од третиот рајх, од Пол Пот, например, Камбоџа. Тој очигледно бил диктатор. И него ли да го ставиме? Да го ставиме Пиноче од Јужна Америка и така. Затоа во законот, кога нешто се набројува, многу е лошо, нешто ќе испуштите. Затоа овие одредби беа добри, произлегуваат од уставот и само со вистински надзор, некој ако сака да си ја врши работата, ако се направише вистински надзор, до ова немаше да дојде. Инаку морам да споменам дека беше покането и Министерството за правда на оваа дебата, но не се огласија со свој представник, не испратија, инаку и ја контактирав и комисијата која ќе ги носи и новоформираната комисија околу имињата која ќе ги проверува. Се уште не се почнати со работа, така да нивното отсуство е можеби оправдано, но Министерството за правда еве не
за сходно да дојде и да ја објасни својата страна, бидејќи тие се клучот во сето ова. Закон постоел, вие зборувате сега за измените на законот и поништување. Не, јас зборувам за стариот закон. За стариот, не, зборувам за стариот закон дека можело да биде, но дали воопшто и по стариот, бидејќи двете здруженија се регистрирани согласно стариот закон. Но дали и Сега, самата регистрација, дали самата регистрација е спорна? Дали самата регистрација е спорна? Вие зборувате сега за регистрирало надзорен орган, некој кој што врши контрола. Тоа е токму Министерството за правда. Тие можат да го поништат уписот. А зашто? Значи зборуваме за уписот, не за Па фала Богу, јас тоа кажам, значи уписот бидејќи е надзорен орган, да се поништел уписот, си има здруженијето си има правна техника, правна заштита имат. Против, ако се поништи, има второстепена во централен вид, има второстепена комисија и против тоа решение се може на управен суд да се оди. Заштитата останува. Само кажувам редоследот на работите, бидејќи во стариот закон беа регулирани. Сега во новиот закон што е со измени што се прави, прво се стави една глобална одредба, се кои така натака што предизвикуваат, се стави ова консултативната комисија за употреба немиња сега така сега порано беше нели консултативно тело и советодавно тело, бидејќи и колегите од историчари мислам у непријатна ситуација ги стават. Повторувам, не може вие од цел свет да земете некој да кажете дали е овој фашист, дали е анархист, дали е комунист, дали е ваков, дали е таков. Може ќе има некој здружение од Африка или некои африканци или од Камбоџа како таа комисија ќе се спре. Такви одредби не се стават во закон. Тоа ми беше зборот. А баш кај што ова ми е согласно нашиот устав имаме дека ретроактивно дејство на законот е ако е на штета на заинтересираната страна, тоа не е дозволено. Професор, имате во предвид дека овие во Битола 2019 го регистрирале клубот. Јавноста дозна за него кога дојде поранешниот премиер Кирил Петков. Кога дојде цела бугарска влада со пред тоа никој таму не се вознемири нешто посебно. Јас кажувам законот како и кој орган требал, јас не кажувам сегашниот министер за правда, имало и тогаш министер за правда и требало да реагираат. Сега али ова мислам немаше потреба измениве за тоа ми беше идејата. Веднаш по ова што го споменавте 16 април кога така помпезно со премиерот тогашен на Бугарија и со зборувам за 16 април 2022 кога се отвараше официјално, значи не зборувам за регистрирањето, се прогласија за ненадлежни и Министерството за правда и Централен регистар. Еве, во контекст на вашето, јас дури го најдов одговорот од Централен регистар, кој го зема предвид известувањето од Министерството за правда за немање регистар за историски личности, но исто така не е предвидено дека друг државен орган води регистар на историски личности. И се сведува на тој регистар за историски личности, поради кој претпоставам дека сега и комисија за употреба на имиња е формирана. Дали постоеше, значи постоел во законот одредба која точно Никогат не стоела. Не зборам за историски имиња, туку да се определи што е прифатливо, а што не е прифатливо. Проблемот е креативно толкување на член 20 од Уставот, тоа што ви го кажав, и член 4 став 2 од Кој не бил креативен? Па креативен е оној кој што го применува, ако Централниот регистар само гледа папири, оној кој што врши контрола, надзорот што врши, он е надлежен за тоа. Значи Министерството за правда, тоа е у законот јасно се стои надзор над спроведување на одредбите од Законот за здружение и фондации врши Министерство за правда. Значи од член 1 до последниот член врши контрола. Министерството за правда, ако не го поништило, можело да реагира и до јавното обвинителство, бидејќи ако тоа предизвикува некој делок што е казниво согласно КЗ
согласно нашиот закон, исто така можело да се бара поништување, бидејќи еден од основите за поништување на уписот е токму доколку со тој упис, со тоа решение за упис се предизвикува кривично дело, согласно нашиот кривичен законник. Тоа е идејата. Немаше потреба да влегуваме, па те француски модел, германски модел на закон за здружение нов ќе правиме, па оно ќе правиме и така натака. Тука едноставно во постоечкиот закон имаше решение, ако на времето не се реагирало кај поништување на решение по право на надзор, да се разбереме, нема рок. Ова е управна постапка, тоа го предава в 43 години. Нема рок, за разлика од другите. Значи, доколку се увиди, доколку се утврди, може да се поништи решението, али си има правни лекови, има второстепена комисија, имате управен суд и така натака. И тука ќе се завршеше оваа сага. И ќе се заврши, немаше потреба, еве сега гледам, еве као што кажа, биле у Брисел за новиот закон, па предизвикувала она, гледам бугарската влада реагирала, мада мислам дека немаше воопшто потреба од вакви работи, бидејќи законите се јасни. Некој да си ја вршеше работата. Секој да си ја вршеше работата како што требало. Еве, например, као што рековте, 2018 или 19, то тогаш можело многу лесно да се раштицитара, поготово што, еве, као што кажавте, еве, например, не знаев дека има толку многу бугарски клубови и од 2013 8, 12, 13, 14 се регистрирани. Значи, тие не предизвикувале ништо. Еве, Коридор 8, као што рековте, тие не предизвикувале растна и друга национална и она. Не сме ни знаеле дека ги има. Тоа е тоа. Коридор 8 се уште не може да почне да работи. Тоа не знам, али прв слушам дека и тоа. Но како регистрација никому не е пречело, тоа сакаше да каже професорот. И нема ни да пречи. Предпоставам по името, по она не предизвикува, не предпоставувам дека не предизвикува некој револт кај македонските граѓани. Коридор 8 е коридор, тоа се европски коридори. Господјо Бендеска, и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација беше се инволвира во овој случај по представка. Постапувајќи по оваа представка, констатираше дискриминација и говор на омраза, но не кон клубот, туку од клубот, и особено во членот 2 и 8, ако не се лажам, од статутот на клубот, потоа, како што кажа и професорот, во оние документи за работа на клубот, но и на Facebook профилот. Вие побаравте тоа да биде сменето, тоа не беше испочитувано и се тоа заврши со ваша прекршочна пријава до Министерството за правда, бидејќи не ја исполнило својата обврска да ја провери работата, законската работа на клубот. Дали имате одговор на прекршочната пријава која ја врачивте до Министерството за правда? Од кого биле одговор? Законот е дециден. Они така рекоа, ќе ви одговорат која ќе ја добијат. Законот е многу дециден и навистина очекувам од Министерство за правда вработените да го прочитаат законот. Не е долг, но е суштествен. Откако комисијата ќе утврди дискриминација, како во случајот Културен центар Иван Михајлов, должна е да даде препораки за начинот на отстранување на повредата на правото на еднаквост. Во овој случај дискриминацијата беше утврдена како повеќе кратна и потешка форма на дискриминација во форма на вознемирување врз национална и етничка припадност кон припадниците на македонскиот народ и на сите етнички заедници во македонското општество, бидејќи како подносител на представката се јави Општинскиот одбор на Сојуз на борци од Народно-ослободителната и антифашистичка војна и по долга и опшезна истрага, верувајте дека сите институции ги посетивме, добивме документација пред да одлучуваме, вознемирувањето во нашиот закон е препознато како недозволиво, забрането однесување, бидејќи ги повредува чувствата, удира на човечкиот интегритет и чувство на достоинство. Конечно, како комисија, тело за еднаквост, должни сме да ја применуваме и Европската конвенција за човекови права,
И во нашето мислење цитиравме еден куп примери каде што Европскиот суд во Срасбур не дозволува историски ревизионизм. Не дозволува и бара итна општествена потреба за брзо реагирање, затоа што вознемирувањето на една поголема популација води кон обратен ефект. Вознемирувањето води кон дела од омраза, насилство, создавање чувство на ксенофобија, несакани последици. Па таквите дела на насилство ќе родат насилство кон првата страна, кругот не завршува. Она што побаравме во нашето мислење е не да ја спориме правото на слободено здружување. Тоа не смее никој да го направи, бидејќи Уставот и сите меѓународни инструменти за заштита на човековите права го гарантираат тоа право, слобода на здружување. Но затоа пак државите имаат морална обврска и право да спречат злоупотреба на таа слобода и не само на таа слобода, на сите предвидени слободи. Работејќи на овој предмет, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација најде дека сопостапување, односно непостапување на задолжените државни институции им овозможиле во овој случај на културниот центар Иван Михајлов да врши злоупотреба на правото на слободата на здружување согласно член 17 од Европската конвенција. И дадовме 3 препораки. Едната препорака, двете препораки беа до Сдруженијето. Дадовме рок за да ги отстранат сите елементи содржани во името, статутот и програмат, каде што децидно стои целта и мисијата на ова здружение, промоција на ликот, делото и идеологијата на Ванчо Михајлов. Член 2, член 8, програмата во преамбулата вели мисија на ова здружение како основна програмска цел е да се промовира ликот и делото и идеологијата на Ванчо Михајлов. Комисијата нема познавање од историја. Еве тогаш во 2019 тогашната министерка за правда наспроти обврската која произлегува од член 49, Министерството за правда дава согласност, односно не дава согласност. Тие нашле елегантен начин, велат да известуваме дека немаме регистар на историски имиња. Па верувајте дека таква дата база на податоци не постои нити една сила што може да ја создаде. Затоа говореше и професорот, ако добро го разбра. Никој не може да предпостави од кој век или од кој временски период, од кој географско подрачје некој ќе сака да регистрира здружение. Меѓутоа, што се постигнува со целта? Тука имаме тешко вознемирување. Што предизвика тоа вознемирување кое го нотиравме во мислењето? Палење на таблата во Битола, 2-3 напади на клубот во Охрид. Немила случка, се надевам дека истрагата е се уште во тек, претепување на насилство, вознемирување, раѓа ново насилство. Дали е тоа во корис на добрите и меѓудржавни, Мене и не ми е меѓучовечки? познато дека член на клубот нападнал некого и на неговиот Ке ми дозволите само акт со насилство да се одговори така. Не, јас ви кажувам дека во мислењето кое е јавно истакнато на нашата веб страница ја имаме таа обврска јавно да ги истакнуваме нашите мислења. Неколку пати чув дека особено од Битолското здружение дека сме ја спориле слободата на здружување. Не е точно. Утврдивме, побаравме мислење од јавна научна установа Универзитет за национална историја. Тоа е наша државна установа. Да ни даде стручно експертско мислење што значи тоа име, дело, промоција на ликот и делото на Иван Михајлов. Еве го документ. Иван Михајлов е докажан соработник на фашистичка Италија и нацистичка Германија. И 7 деценијски промотор, негатор на постоењето
на македонскиот народ и посебноста на македонскиот јазик. Подпишано од академик Драги Ѓорѓиев. И тоа го цитиравме како наод во нашето мислење. Никој не го спореше нашето мислење, нити нашите одлуки. Она што требаше и очекувавме да се направи конечно да заврши оваа сага е прво самите да си побараат смена на името и да ги отстранат спорните елементи кои што надолго и нашироко со користење на еден куп примери од праксата на Европскиот суд во Страсбур да го отстранат во рок од 45 дена. На тој начин ќе спречевме сите дела од насилство што се случија во Македонија, верувајте. А да, и побаравме. Препорачавме на Министерството за правда, согласно член 58 од Закон за Сдруженија и граѓани, да изврши надзор и цитирам, особено во делот на актите, споредени со членот 4 од истиот закон, при тоа земајќи го предвид членот 20 од Уставот. Тоа го говореше професор Давидковски. Но ева, јас тука Но што добивме? Еве го одговорот. Освен што го освен што од клубот не променија ништо, нема никаква реакција од Министерството за... Да, добивме допис од клубот. Клубот вели, вие од комисијата сте тенденциозни и вашето мислење не се заснова на факти, туку на паушални изводи. Подносителите Сојуз на борци по им немат и се тенденциозни, бидејќи не доставиле докази дека Иван Михајлов бил поврзан со фашистичка или нацистичка идеологија. И трето, академик Ѓорѓиев по им нема и тенденциозно пишува за ликот и делото на Иван Михајлов. Точка. И јасно и гласно кажува дека немаат намера да ги следат нашите препораки. Законот е деците. Лицето кон кое се упаќа препораката, утврден дискриминатор, е должно. Глаголот, член 27 став 4, е должно да постапи по истата. Во спротивно, комисијата е должна да поднесе пред надлежен суд за прекршоци прекршочна пријава. И тоа го направи. Освен во делот на отстранување на содржините на социјалната мрежа Facebook, каде што која ќе отворите, ќе видите на страницата, оваа страница служи за рехабилитација, промоција на ликот и делото на Иван Михајлов. Секој ден се постираат негови изјави во кои се негира постоењето на македонскиот народ. Или изјави за кои некој тврди дека се негови. Па јавна е мрежата. Сакам да истакнам дека ние вечерва зборуваме на оваа тема затоа што со години во земјава се работи согласно уставот и законите. Се извинувам, јас љубезно ве имам уште малку да се доискажам, ви благодарам. Државата мораше да превенира. Но не го направи тоа. Државата беше должна, односно Министерството за правда, не само во овој случај, кој гледате последица на пилот проектот по мене, употреба на име на Ванчо Михајлов како име на Сдружение пред Централен регистар, овозможи друго здружение од Охрид да го користи името Цар Борис III. Нема да говорам ни од политички аспект, говорам само од аспект на Уставот и на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Не се забранува било каква активност, која со сторување или несторување оди во насока да го повредува правото на еднаквост на секој граѓанин. Точка. Ние сме тело кое го нотира тоа. Жалам што од моментот кога го донесовме мислењето, 3,5 месеци не се отстранети последиците. Но тука вина има и Министерството за правда. 3,5 месеци сме сведоци на нови и нови насилства, на ново и ново затегање, како што впрочем говореше и господинот, и влошување на
Но тука, ако Со добро разбирам, има вина и Министерството за правди, поради тоа е прекршочната пријава поднесена. Они велат дека одговараат не се надлежни за вршење надзор над работата на здруженијата, туку само за надзор над примената на одредбите од законот, а минатата недела сега ќе слушнеме таа изјава, министерот за правда рече дека уште течат роковите. Претпоставам мисли на новите измени на законот. Ако може да ја слушнеме на 30 јануари изјавата на министерот за правда дадено токму на оваа тема. Зборуваме за две работи. Има работна група која што работи на нов закон за здруженија и фондации, тоа е во рамките на Министерството за правда, а во меѓувреме имаше измени и дополнување на постојниот закон за здруженија и фондации. Тие знаете стапија на сила, има одредени рокови и тие рокови ќе бидат испочитувани. Значи формирана е комисијата, нели владата беше задолжена да формира комисија. Комисијата треба да ги разгледува посебно случаите кои што стигнале до неа и да предложи до министерот за правда да преземе одредени действија кои што би значиле за окружување на таа правна целина. Не затоа што имат и рокови кои што уште им даваат можност да ги анализираат предметите кои што се стигнати до нив. Значи имаме нови рокови со новите измени и нови рокови. Колку тоа? Не, тоа е измени на законот, тоа се други рокови. Ова дека комисијата што се постапувала е сосема друга работа. Да, јас разбирам, но министерот за правда е конкретно прашан за не се слуша прашањето за клубовите и он почнува да го кажува делот на измените на законот и роковите кои течат така што кој е вашиот коментар на ова? Да не кажам игнорирање од Министерството за правда на вашето барање. Па не би, како член на колективно тело, не би влегувала во коментар. Нашиот коментар во форма на законска обврска, во форма на барање за покренување на прекршочна постапка е поднесено пред надлежниот суд на 27 јануари оваа година. Во овој момент на судот е кога ќе закаже рочиште, како ќе го цени и си постојат во законот нотирани прекршочни одредби. Комисијата ја затвори својата работа, поднесувајќи ги прекршочните пријави. Само не ми дозволивте да кажам, во поглед на содржините на страницата, со оглед на тоа дека во други земји се лоцирани платформите на социјалните мрежи, како комисија го доставивме мислењето и сите потребни документи, посочувајќи дека има во одредени содржини, треба тие да се испитаат, можност да станува збор за еклатантен говор на омраза, што е забранет согласно членот 394г од Кривичниот законник. Бевме известени како комисија дека основното јавно обвинителство од Битола започна предистражна постапка која е во тек. За овој случај? Да. Тука одиме на реклами и правиме пауза, се враќаме веднаш по ниво студиото. Продолжуваме со емисијата, разговараме со Ѓорги Трендафилов, председавач на Националниот комитет на Граѓанско-демократската унија, госпоѓа Весна Бендевска од член и поточно на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и универзитетскиот професор по правно право Борче Давидковски. Господине Трендафилов, еве ги слушнавме мислењата и за законот и за тоа што е најдено во клубот Иван Михајлов, во статутот, во документите за работа. Зошто, еве прашање од оние имиња кои ги разговаравме пред малку, значи пријателство, коридор единство, дело, наеднаш бугарите во Македонија се префрлаат на клубови кои носат имиња на фашистички соработници, барем според Националниот институт за историја и според светската историја тие биле соработници на фашистите. Не ви пречили на вам лично со такви имиња да бидат именувани бугарските клубови? И зошто кон такви имиња? Кога се знае дека ќе предизвикаат негативни реакции? Прво, не знам која им била идејата, односно намерата, ако воопшто имале намера, но не можам да се согласам дека името на Иван Михајлов треба да предизвика толку негативни чувства во Република Македонија. Мислам, сериозен сте за ова. Мислам, сум сериозен
Јас ја разбирав логиката на професорот Давидковски и ево право кога велеше не постои универзален регистар на имиња кои ќе ни бидат сите секому прифатливи. Дури ја разбирам и позицијата, бидејќи господјата Бендерска е владин службеник и таа мора да ги почитува прописите Но и предпоставам дека господја Анција, не сакам да бидам адвокат, но сигурно се води од некакви... од законот, го следи законот. Сега вие ми Ќе ми дозволите вие ми Да, зборувате секако. дека таков негативен впечаток предизвикувало името на Иван Михајлов. Ма Ки тоа со- сигурно се го почувствувале и самиот, не е дока јас Јас зборувам колку за што тоа. разбрав, Сојузот на борците од Битола реагирал со представка. Цела Македонија реагираш. А не толку Надписите далеку во- на надписите во медиумите, видете, не толку претпоставам дека далеку сте на ги- воздушна линија, Украина е во војна. Ние во Скопје и во други градови имаме улица Ленин, кој е автор на црвениот терор, кој е соработник на империјална Германија во Првата светска војна. Јас не се сеќавам некој да излегол од Институтот за национална историја или од катедрата по историја, по општа историја, да се почувствува навреден од постоењето на улица Ленин. Сега вие го споредувате Ленин со Не, Иван зборувам Михајлов. токму она што зборуваше професорот, дека не постои таков авторитет кој ќе направи единствен регистар во кој јас и вие ќе се согласиме. Повеќе од 6 мина не може да се договорат кај да вечераат, а не нешто посериозно. Значи, ретирирањето на парламентот, односно на владата и ова сега што го слушавме со министерот, оди во таа насока, дека од политичка гледна точка е добро оваа владина коалиција да вежба псевдопатриотизам врз една група луѓе во Битола кои рекле ние имаме клуб, ќе го наречеме Иван Михајлов. Тие се добре дојдени дури и за здружената опозиција, кој исто на нив вежба псевдопатриотизам, дека треба да бидат уништени и затворени. Не мислам дека реториката и начинот на размислување оди дека на тој начин ќе се надмени или ќе се реши. А не ќе се мислите реши дека ова со прашање. употреба на вакви имиња всушност се тренира псевдопатриотизам, например, од Софија кон Македонија Не, или... па можно е, тоа се случува овде во земјава. Ова е внатрешна работа, ова е работа на македонските внатрешна институции. работа, но таа внатрешна работа постојано во чекор, дури и пред ја следи Софија, Бугарија, бугарските политичари. Да не се лажеме, впишувањето во уставот го побара бугарскиот претседател прв, не вие, како бугари во Ајде да Македонија. бидеме малку поотворени. Да зборуваме за следново. Како помина одбележувањето на роден денот на Гоце Делчев овој викенд? Тоа е нешто околу кое треба ние да се... Добро, тоа е сосема друга Не е тема. друго. Имаме уште 10 минути, Ама не би не- сакала. ама не е друго. Ќе направиме нова емисија за Воопшто не е тоа друго. околу Гоце Делчев и чествањето, за да не ги трошиме. Еве, пред да ја дадам збор на господја Бендевска, уште едно прашање. Еве, да предпоставиме дека не сте предпоставувале какви реакции ќе предизвика Не, но еве името да на Иван еве да Михајлов во предпоставиле, еве да македонската. предпоставиле. Зошто, еве, кога видовте Но еве да какви реакции предпоставиле. има, зошто се уште Абе, јас не инсистирате? сум основач на тоа. Добро. Но вие токму со председателот на клубот бевте во Брисел. Тоа е избор на луѓето од Битола. Не разговаравте со него да му кажете чекај. Не, значи видете, Добро. еве јас Знаете, се добива чувство согласувам дека со квалификацијата негативната- која ми ја прочита господја Бендевска. Знаете, се навистина. добива чувство дека негативната реакција на јавноста Каков е тој фашист требаше кој да- цело време бегал од фашистички влади? Во голема мера од животот поминал бегајки од условно речено фашистички влади. Значи Тие- тоа ќе го прашаме Кого? професор Ќе се ќе Ѓоргиев прашаме кога Ѓоргиев. па добро, не сме историчари никој од нас тука на масава, па сега да даме, ќе го прашаме него, но сигурно квалификацијата која дал се заснова на историски факти. Еве, Ама Еве, не не сте така биле- сега квалификацијата која дал почитуваниот професор Ѓоргиев се заснова, па Мисли, се разбира, па се разбира, па нормално. Па и ова ја што го зборуваме на историски факти, ова вие што го зборувате. Но знаете- прашањето е, на што ние ќе му дадеме предност за да ги уредиме нештата во собствената земја, во собствената институција, знаете, се добива чувство дека негативната реакција беше очекувана и посакувана. посакувана. Токму така. Тамара, за таа да е ја во оправда две- само, Ама за да изведи оправда во 2009, тезата, зошто не за ги да запали оправда во тезата, 2019? за да ја оправда тезата, затоа дека до тогаш Бугарија се уште го немаше правата на бугарите во Се Македонија. шегувате.
Не се шегувам. Не, значи не е така. Значи, Значи ако некој се нервирал Значи, од правата името на Иван бугарите Михајлов, во тој ќе го направи Македонија уште во влегоа на врата 2019. во 2020-2021, откако не успеа на Софија да оди во Брисел со македонскиот се расправа за ова јазик. од 2016 најмалку. Дали не се чувствувате злоупотребени од што? Софија по ова прашање, бидејќи го создаде негативен слика кон вас и поголем отпор на пишување во Уставот? Дали не се чувствувате злоупотребени од Софија? Не, затоа што јас живеам во Република Македонија. Затоа што јас очекувам од македонскиот закон, што би рекла почитуваната Бендерска, согласно Уставот и законите, моите права да ги остварувам прво овде. И на крајот на криштата, јас и не мора да бидам во право за се. Јас не треба да се изјаснувам за невин пред македонските институции, бидејќи јас не сум направил никаков прекршок. Јас како граѓанин и повеќето од нас, Тамара, барем во внатрешноста на земјата, независно од нашето социјално потекло, образование, било каков социјален статус. Вие имате идеја како живее поголемиот дел од земјава, дека генерално практично секој втор, трет граѓанин во земјава е дискриминиран на еден или на друг начин. Поради неопитност на Сега држава. вие зборувате во име на сите или сега? сега не ме прекинувајте. Вие Не, имаме уште 6 минути, би сакала да да им политичко предавање, дозволете сега јас да одговорам. Јас не ви држав политичко, јас само Што зборував за очекувате? факти Ние за она што луѓето го да работам. седиме и да чекаме оваа клиентелистичка средина да ни излезе во пресред. Дека секојдневно на секој чекор ние се бориме за да ги оствариме елементарните права, заради неспособност на службеници, заради незнаење на граѓаните. Ние сме целосно нефункционален систем и сега ние седиме овде, овој се навредил, оној не се навредил. Ве молам. Значи едно е Еве да нефункционирање на продолжиме. институциите, а друго е навредувањето, повелете Ама господин. не е навреда ова. Ова не е А навреда, јас ако се навистина. чувствувам навредена од името на Иван Михајлов е навреда, повелете, ве молам. Јас од Ленин многу се чувствувам навреден. Кога ќе ми дозволи, ќе продолжи. Повелете, имаме уште околу 6 минути, би сакала уште еден круг да свртам со сите со прашања, така што поконцизно ако не е Комисијата проблем. за спречување и заштита од дискриминација е формирана согласно закон. И избрана од страна на собранието, така да џабе ви се обидите да не прикажувате како владини службеници, бидејќи не сме. Океј, се извинувам, тогаш вие Во сте принцип, во ред. 424 предмети, над 60%, имаме утврдено разни форми на дискриминација, се согласувам со вас, дискриминацијата е околу нас по сите можни основи во сите области. И ве повикувам доколку се чувствувате во собствената држава, повредени, навредени, затоа постоиме. И не сме владина тело. Носиме одлуки со мнозинство гласови и ве молам да не ме персонализирате во име на една државна институција, тело за еднаквост, независна институција од сите. Дури нашиот буџет се гласа различно од централниот буџет. Втора работа што ви останав должна. Значи не вели Бендевска или комисијата, ќе ви цитирам од јавна научна установа при УКИМ, Институт за национална историја, каде што согласно член 30 од законот имаме право да побараме стручни експертски мислења, бидејќи дискриминацијата се случува во сите области кои многу често и не ги владееме. Затоа бараме Се мислење согласувам. од експерти. Институтот вели, цитирам, во македонската историографија и во колективната меморија на македонскиот народ, Иван Михајлов е присутен како негативна личност во балканската и европската историографија со исклучок на бугарската. Ќе ми дозволите уште еднаш. Во цела европска со исклучок на бугарската историографија. Иван Михајлов во континуитет е присутен како суров и бескрупулозен нарачател на убиства, терорист и соработник на фашистичка Италија и нацистичка Германија. За да не одземам време, Да, имаме уште 3 минути. се извинувам, заради тоа самиот институт смета дека именувањето на било каков центар, клуб или издружение представува провокација без презатан
и навреда на македонскиот народ. Точка. Ке завршам. Комисијата се наоѓа на Даме Груев број 1 во центар. Ве поттикнувам сите случаи да ги прејавувате. До сега 34 представки се поднесени, 7 од физички лица, македонци со бугарска самосвест. И 26 од едно здружение, од кои 25 се работи за вознемирувачки говор на социјални мрежи. Ако во таа форма сега, дајте да зборуваме малку и за слобода, за изразување на мисла, бидејќи тоа е гарантирана слобода. Сакам да го прашам, професорот Давидковски зборуваше, го споменавме новиот закон кој се подготвува по некаков германски модел. Што ќе значи тоа накратко? Дали тоа ќе значи, сега хипотетички не знаеме што ќе се предлага, но нови рокови, нови правила, кога еве овој кажувате дека овој закон кој веќе постои и постои без таа измена која е донесена, беше закон кој ги уредуваше сите области. Сега да не држам предавање Да. овде, зашто ќе ни треба да сабале време, значи постојат различни модели на закони. Ние го земавме англосаксонскиот модел, каде што фондациите ги ставивме со здруженијата и мислам дека добро функционираат. Од 1998 до сега фондациите, особено во 99-та која беше косовската криза, знаете кога имавме 450.000 бегалци од Косово, бидејќи странските држави не даваат на нашата влада помош, не даваат, туку на фондации даваат, формирани здруженија и фондации, и така ја пребродивме бегалската криза. И овој закон, мислам, не да го фалам, ама толку години издржа. Ова треба прашање да му го поставите на премиерот, бидејќи он два пати излегува со тоа германски модел, германски. Ја не знам он дали разбира што е тоа германски модел, но ако си идеме да се земе тој западноевропски германски модел кај што е Холандија и Германија, од прилика ние фондациите ќе треба да ги сведеме, да ги извадиме, треба да ги ставиме како корпорација, односно како трговски друштва, автоматски самиот начин на луѓето за да се здружуваат, за да даваат пари за одредена цел, а не политичка, да се разбереме, тоа е сосема друг модел. Повторувам, камо среќа, еве, толку, како што рековте, 9 месеци комисијата формирана. 11 месеци. Камо среќа, еве, да видиме, па можда некоја дебата ќе направиме за текстот. Јас не сум видел, ја не сум ни ангажиран ни ништо, али ја не сум ни битен. Битно е да видиме постоечкиот закон, нов закон, и моделите, тоа барем лесно е да ги споредиме. Ако премиерот мисли дека на тој начин ќе го реши проблемот со здруженијата на бугарите, ако се они проблем само, тогаш мислам дека нема потреба нов закон да се носи. Господин Тренафилов, последното прашање ми е до вас. Вашата партија е формирана 2018-та. Да бидам искрена, од тој период изгледав неколку ваши интервјуа, ги читав колумните кои ги пишувавте 2018-2019-та. Никаде не се спомнува бугарите и нивните права. Во никаде во тој период, да. Претходно сте биле портпарол на влада, сте биле пратеник од ВМРО ДПМН, потоа сте биле председател на партија која поддржувала тогашната влада. Не ја поддржуваше, јас кога бев не поддржуваше. Претходно и претходната година вие потоа доаѓате на чело на таа партија. Сакам да кажам, сте имале пристап до сте биле на позиција да можете да говорите. Зошто до 2021 не сте го направиле тоа? Зошто порано не ги иницииравте овие уставни измени за бугарите? Иницииравме, например, во периодот, да речеме 94-та, 98-99, па до 2000-та година, додека постоеше таа, да речеме, ајде горе-доле прво раководство на ВМРО ДПМН од почетокот на плурализмот. Овие прашања некако секогаш стоеја понекогаш избиваа на површина во јавноста, но беше впечатокот дека ова ќе се реши, имаше рамнотежа. Што се однесува до ова дека Но факт е дека нема зборувано за дискриминација се до 2021. Во еден момент одбивав да се изјаснам по националност како член на парламентот, не можеше да се конституира комитетот за меѓуетнички односи. А зошто? Зар ви забранува дете сте биле портпарол на влада, портпарол на Министерство за одбрана? Дали тоа дискриминација? Јас не можам да зборувам толку брзо, но ќе се обидам.
Значи, сакам да ви покажам дека нашиот парламент е еднодомен. Не, Но разбирам. функционира како дводомен. Граѓанско-демократската унија е создадена на идеолошка основа, не на етничка. Од самото наше формирање дел од зборувам печатот се лично обиде за вас, за вашиот говор, за вашата да не убеди дека позиција. ние сме некаква бугарска инсталација или било Јас што. зборувам лично за вас, затоа и вашето CV, да не кажам тука го Сме представи. зборувале со председателот Пендаровски кога беше пратеник. Сме зборувале со претходниот премиер. Секогаш се било добро овде во Македонија. Разбирате, лицемерноста од страна на одредени политички играчи трае премногу долго. И до ден денес овие прашања не се затворени. Но вие не ми одговоривте. Ви одговарам. Вие сте биле на позиција кога сте можеле да проговорите, сте биле на позиција каде што можело се, но не сте го направиле тоа. Сум го направил. Погледнете ги, побарете ги амандманите кои сум ги поднесувал дека сум бил член на парламентот. За впишување на бугарите во уставот. Малку помачете се, верувам дека некој ќе ви помогне, побарете ги амандманите кои сум ги поднесувал. Добро. Ќе ми дозволите ли само да му одговорам зошто од 2019 до 2022 никој не се бунел за културен центар Иван Михајлов? Затоа што беше регистриран во 2019 на улица Довлечек, тоа е излезот на Битола кон Ресен, и никој не знаеше дека постои тоа здружение. Во април 2022 во центарот на Битола, во стара еврејска куќа, во еврејско мало, со голема табла, со присуство на Тоа е вашето видување. Моето видување е дека седат некаде по периферија, не пречат никога. Тука ја завршуваме дебатата. Затоа не Ви благодарам на учеството и на дебатата. Благодарам. Драги гледачи, останете со Телма.